Министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, вице-премиерот за борба против корупцијата Љупчо Николовски денеска извршија увид во рехабилитацијата на втората фаза од делницата Куманово-Страцин на магистралниот пат Куманово-Крива Паланка, која е со должина од 16,6 километри, а инвестицијата е во вредност од 7,2 милиони евра. Според активностите на терен и информациите од изведувачот и надзорот, оваа делница ќе се комплетира до крајот на ноември или почетокот на декември, рече министерот Бочварски, додавајќи дека вкупните средства што се инвестираат за рехабилитација на патниот правец изнесуваат 12 милиони евра. Со тоа овозможуваме нов, модерен, безбеден патен правец кој ќе им овозможи побрза и полесна комуникација на сите граѓани од овој дел на земјата. Истовремено засилено работиме на рехабилитацијата на делот од патниот правец од Куманово до село Војник и очекуваме напролет следната година целиот овој патен правец исто така да биде комплетиран. Она што е уште поважно, владата е силно посветена на докомплетирање на целиот коридор 8. Морам да споменам дека активно работиме на изградбата на експресниот пат од Ранковце до Крива Паланка, како и изградбата на проширувањето на третата лента од патниот правец Крива Паланка до граничниот премин ДВ-Бајев. Вкупните инвестиции што ги вложуваме овде во патната мрежа во целиот овој регион изнесуваат преку 80 милиони евра. Целата рехабилитација е поделена во две фази. Николовски посочува дека првата фаза е од Куманово до селото Војник во должина од 15,2 километри во вредност од 4,7 милиони евра. Овој дел е во завршна фаза и според динамиката се очекува да во текот, како што спомена и министерот, најдоцна до крајот на следниот месец, но сите наши очекувања во дискусија со изведувачот се дека средината на ноември истиот ќе биде завршен и затоа замолниц и благодарност на сите на трпението, на сите оние кои што патуваат од Крива Паланка кон Скопје. Ова е работа која што се прави еднаш во 40 и 50 години и навистина ќе се стрпим уште месец дена за да комплетно го заврши изведувачот и овој проект како дел од градежната офанзива која што имаме во североистокот на државата како никогаш досега. Како дел од паневропскиот коридор 8 до изградбата и модернизацијата на магистралниот пат Куманово-Страцин е од витално значење не само за овој регион, туку и за целата држава. Вице-премиерот Николовски посочува дека секоја инвестиција во изградба, рехабилитација или модернизирање на патиштата е инвестирање во развојот на економијата. Оваа влада гради и инвестира во секој град подеднакво, а во североисточниот регион се случува вистинска експанзија, потенцира Николовски.